Деновиве двочлено семејство од Оризари имало непријатен случај со натрпник од ромска националност кој се појавил на вратата од нивната семејна куќа и непоканет влегол внатре, преправајки се дека го познава газдата. Домакинката, иако се обидела да го задржи пред прагот, не успеала, бидејќи непоканетиот малку на сила влегол во куќата и прашал дали е тука домакинот. Кога овој се појавил од една од собите, човекот се преправил дека се познаваат и дека не е дојден да прави проблеми, туку да позајми пари кои му се итно потребни. По куса дискусија, откако не добил ништо, тој си заминал и се упатил кон друга куќа во Оризари со намера да дојде до позајмица. Семејството 2 дена по непријатната посета се уште е вознемирено и стравува дека може да ги посети друг неканет натрапник и да им наштети. Случајот не го пријавиле во полиција, но размислуваат да преземат одредени мерки на предпазливост и заштита. Имаме да ни треба да ни потражуваат овие што тражат овие за помош. Нешто и некој за деца нешто овие да купат лепо осиромаштија, тоа доваѓа. Ајде довеат болни со слика со своје документи. 5 динара, 100 динара биеше, до 100 сме давале, повеќе не. До сега ништо не е било. Нити се доваѓале, нити да ни сметат или да тражат никој ништо. Не веруваме. Пошто ги има и низ градот тук. На улицата, у болницата, овде тражат, а джеповите се пуни. Кога доваѓа некој да траже пари, ние му даваме 50 динара, 100 динара и стане одиш и толку. А ја го терам да работи, он неќе. Ако се имаат во предвид за честените кражби зимава, како и неколку криминални настани во државата, во кој главно жртви се возрастни лица, тогаш предпазливоста не е на одмет. Да внимаваат кога непознати лица од нив бараат парични средства под различни изговори и при тоа, како гаранција за паричните средства, им се нуди најчесто наводно златен накит. Некои тоа го решаваат со кучиња чувари, други со аларми, трети поставуваат видеонадзор. Иако Кочани важи за мирен град, сепак новото време носи потенцијални опасности на кои треба да им се пристапи превентивно.